Добар ден, почитувани гледачи, уште едно вторничко издание на маратонското отворено студио 1. Денеска со мене Кристина Атовска и со мојот колега Христијан Баневски. 25 декември денеска католиците го слават Божиќ. Ова ќе биде една од темите со кои ќе го отвориме денешното студио, бидејќи секако мора да го испочитуваме верскиот празник, а секако денеска бидејќи е бурен ден на македонската политичка сцена, ќе коментираме на повеќе теми, ќе имаме малку поживо и поактивно студио, меѓутоа за тоа потоа колегата Баневски ќе ни каже што се ќе гледаме до крајот на денот. Така, почитувани, добар ден и од мене, како што ме најави колешката, јас сум Христијан Баневски и во оваа прилика на сите католици исто така би сакал да им го честитам верскиот празник Божиќ со надеж за успешна година, мир во семејството, многу среќа и здравје, а во продолжение, освен темата на која што, како што најави колешката, ќе се осврнеме на самиот почеток, во првиот блок до вестите во 14 часот и 30 минути. Во студиото ги очекуваме колегите Игор Стефановски и Весна Велкова, кои што беа на брифинзи во Кривичниот суд и во Собранието. Тоа се оние стандардни брифинзи на крајот од годината, кога политичарите или во овој случај председателот на Кривичниот суд ги сумирале впечатоците како и резултатите и им на новинарите и на медиумите им оставаат можност за повеќе прашање и разговор на различни теми кои што биле актуелни во изминатиот период или она што ги очекува во наредната година. Секако за тоа ќе разговараме со колегите и тие ќе ни ги пренесат информациите од овие два брифинзи, а ќе погледнеме и делчиња од разговорите од синоќешното студио, конкретно министерот Спасовски во емисијата Лица и аналитичарите универзитетската професорка Мирена Најчевска и Јунер Исмел кај колегата Сашо Ордановски. И пошто го завршуваме првиот блок со вестите во 14 часот и 30 минути, а потоа јас и колешката Атовска се враќаме повторно во 15 часот и 20 минути, кога ќе разговараме со представници од џудо клубот Миоки за успесите на џудото во Македонија и генерално овој спорт како еден од спортовите кои што се можеби би рекол помаргинализирани и не толку популаризирани во јавноста. По овој блок се враќаме повторно во 16 часот и 45 минути, кога ја очекуваме нашата колешка Искра Опетческа и пратеникот Костадин Костадинов, со кого што ќе разговараме за бенефициите, она што ги воспали социјалните мрежи со реакции, она што предизвика всушност најмногу реакции во јавноста, најавените бенефиции кои што пратениците имаат намера да си ги доделат по завршување на функциите. Една од темите на кои што исто така одговарал и председателот Џафери, за тоа повеќе ќе разговараме со колешката Весна. Инаку во меѓувреме во 16 часот не пропуштајте го уште едното издание на вестите, а во 16:15 кујната на Маја, пошто како што најавив се враќаме ние, веќе во 17 часот и 30 минути почнува забавниот дел од Студио 1, кога ќе можете да го погледнете забавното квиз шоу Возење со Вучиќ и нашите ексклузив Стефан и Нина од 18 часот и 15 минути. А во 18 часот и 45 минути не препуштајте го вашиот омилен Сергеј и новото издание на Студио Мода. А веќе следниот блок од 19 часот и 15 минути го презема колегата Александар Чомовски, а во 21 кај колешката Гордана Дувњак на гости ќе биде министерката за правда Рената Десковска во новото издание на Правда и неправда, што се однесува до другите најави и гости секако во текот на денот, и да потсетиме дека линиите остануваат отворени во текот на целото Студио 1, кога ги очекуваме вашите коментари и мислења на темите кои што ги дебатираме, евентуално доколку имате одредени прашања за гостите кои што се во нашето студио. Телефонските броеви ви се испишани подолу на екраните и веќе можеби и добро познати, а тука некаде ќе почнеме со денешното студио, првите содржини. Колешка Татовска ќе го најави она што го најавивме веќе на почетокот, Божиќ, и каде им беше нашата екипа. Нашата колешка Ива Трајковска денеска беше на миса во католичкиот храм, направи анкета помеѓу верниците и поразговара со монсенјор Антон Циримотиќ, па предлагам овде во чест на денешниот празник да го погледнеме оној материјал како католиците изутринава го празнуваа Божиќ. Преди се нема католичкиот Божиќ, ни православни Божиќ, само е еден Божиќ, а тај се слави по нов календар или по стар календар. А тоа е еден единствен настан, тоа е рождество на Исус Христос. И би требало исто така да се слави
на ист ден. И ова е без оправдување, бидејќи не се работи за верска работа, туку тоа е само астрономско пресметано колку трае годината. И новиот календар и стариот календар, тоа е само математика. Нема ништа религиозно. Треба сите да се обидеме, да го славиме Господа, а тогаш ќе имаме мир. А мир во библиска смисла, шалом, значи секој е добро за душата и за телото. И јас им посакувам на сите, и на тие што слават по нов календар, и на тие што ќе слават по стар календар, токму тоа, шалом, секој е добро и за душата и за телото. Христос. За Бадник имаме нормално погача со лепче, погача со паричка. После јадење, значи тоа се прават. Што ги имате вечерва на вашата трпеза? Со што го одбележувате ви овој празник? Па го одбележуваме со како новченик студи. Они кои слават сигурно слават, затоа што е то голем празник и не може да не се слави. Што имате на трпезата? На трпезата, па сепак посебно. Значи, си има посебен ручек. Секоја, може би, секој семејство си има своја традиција. Кај нас е млинци, од Загорскиот, тамо од Хрватскиот крај, млинци, мисирка, добра супа и колачиња. Како ја украсувате? Што имате нешто што би издвоиле за овој католички Божи? Па украсуваме по дома. Имаме, например, адвентски венец, тоа е со 4 свеќи, се пали секоја недела до чашче, така се вика. И чекувањето на раѓањето на Исус. И тоа е едно од значајните работи што се прави кај нас католиците, верувам и кај православните, се не знам. Така, по дома се украсува, се собираме колачи, божикни, правиме така. Тоа што се однесува до утринските литургии во чест на Божич и католичкиот Божич кој што денеска се празнува во католичкиот свет, а можевме да погледнеме како се празнува и во Македонија, односно како се одбележува во католичката црква. Детален преглед на прославата, односно на чествувањето, ќе можете да погледнете од колешката Ива Трајковска во нашите следни информативни изданија. А што се однесува до празникот, синоќа во очи на Божич, конкретно на Бадник, и папата Франциск на литургија им го честиташе празникот на верниците и упати порака. Предлагам во оваа прилика да слушнеме што им порача тој на верниците. Да се прашаме, дали навистина ми требаат сите тие материјални работи и компликувани рецепти за живот? Можам ли да живеам без тоа непотребно изобилство и да имам едноставен живот? Во денешно време, за многу луѓе, смислата на животот е во поседување, во изобилие на материјални работи. Незаситната алчност е карактеристика на целата човекова историја, вклучувајќи и денешнината, кога парадоксално само ретки вечераат обилно, а премногу луѓе немаат ни парче леб за да преживеат. And lest his presence and Така преминуваме на политичките теми. Како што најави претходно колегата Баневски, ќе погледнеме мали исечоци од вчерашните гостувања, конкретно ова кое сега го најавувам, сработи за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој вчера беше гостин кај колешката Нета Кочишки во низината емисија Лица и разговара на малку подлабоки теми од она што сме навикнати секојдневно да го слушаме од пресконференциите на министерот. Меѓутоа, конкретно ова што ќе го погледнеме се однесува на бегството на екс-премиерот Никола Груевски. Дали тоа се смета можеби како еден од големите порази на МВР и меѓутоа и за партиските вработувања. На оваа тема предлагам да го погледнеме исечокот од вчерашното гостување на Спасовски. Самите ја фрливте ракавицата за тоа колку е денов значаен, еве јас како жртва на режимот и што се случи на денешен ден пред 10 години. Па така не може да ми избега прашањето
Како ви побегна Груевски? Видите, тоа е прашање, јас очекувам дека ќе дадеме комплетен одговор пред јавноста врз основа на сите аргументи. Сакам да знаете дека Груевски не му помогна на МВР, сега ќе кажете. Да, не му помогна на МВР, не јас да кажам. Тоа е Не, мислам, тоа го кажувате цело време. Тоа е фактичка состојба. Тука дали има пропусти на системот? Да, има пропусти на системот, сигурно. Сега се отварат многу прашања зашто тоа се случи. Да, но ние некако навикнавме, а не сакаме да навикнеме на тоа да се префрла топката од една во друга институција. Не, јас не говорам овде за префрлање на топката. Јас само говорам на тоа дека на овој случај треба да видиме каде ни е порозен тој систем. Има ли партиски вработувања сега? Од актуелната Видите, јас, значи, во делот на раководната... Јас така ќе го поставам прашањето, еве најобично. На раководната структура на Министерството за внатрешни работи, најголемиот дел, значи над 90% се луѓе кои што се долги години во Министерството за внатрешни работи и тие кадри ги црпеме за да ги поставиме на одредени позиции, додека вработувања оние кои што ги направивме врз основа на критериумите на квалитетот кои што треба да го исполнат. Јас разбирам дека ќе има лобирања за еден, за друг и трет кандидат и тоа било и ќе биде. Кај нас викаат да имате врска да се вработите, во Европа тоа го нарекуваат препорака да се вработите, меѓутоа тоа е суштината на едно исто. Меѓутоа, дали системот ќе функционира зависи од тоа дали ќе изберете кандидати кои ги исполнуваат условите. Тоа беше само дел од гостувањето на министерот Спасовски во емисијата Лица. Целата емисија можете да ја погледнете онлайн на 1tv.mk. Во продолжение ќе погледнеме и дел од вчерашната дебата, односно разговорот на колегата Ордановски со универзитетската професорка Мирјана Најчевска и аналитичарот Ѓунер Исмел, со кој тој разговараше за нивните впечатоци од изминатата година на политички план, но и сите оние општествено политички случувања кои што одбележа годината, како се одразиле во врз граѓаните и како понатаму очекуваат тие да се развиваат, предлагам да слушнеме од делот од разговорот. И јас уште од многу одамна велам дека секоја владеачка структура треба да добие шанса да го истера минимум еден мандат цел без избори, заради тоа што изборите не само што представуваат прекид на владењето, на управувањето и на терањето на политиките, туку и го изместуваат фокусот, вниманието на граѓаните од она што представува решавање на нивните проблеми, го насочуваат кон она што представуваат желби, барања, меѓутоа и ветувања на одредени политички структури. И затоа мене ми се допаѓа што истеравме горе-доле една стабилна година, независно од сите премрежија кои што се случува и слично. Ја поминавме таа прва фаза, така да се каже, ургентна фаза на туку што угаснат пожар. Дојдовме во ситуација земјата да биде управувана од една структура која што е резултат на избори во кои што сепак прстите ги имаше замешано и предходната гарнитура и затоа ја имаме оваа вака прилично амбивалентна ситуација, како што имаме и амбивалентни чувства за секојдневието, се разбира. Но во крајна линија, да, точно ова што го вели Мирјана, владата треба да ги издржи уште следните 2 години и нешто, за да после тоа навистина можеме да сумираме, да направиме еден граѓански сумарум вистински. Годините минуваат, а со нив ние старееме, но и зрееме. Радувајте се на животот и на деновите што се пред нас. Владење на правото и функционална правна држава, реалност или утопија? Ќе успее ли државата да направи сериозни реформи во правосудството или пак ќе продолжи со селективна правда и неказнивост? Гледајте Правда и неправда секој вторник во 21 часот. Со мене Гордана Дувњак.
Веќе ни се придружија нашите колеги Игор Стефановски и Весна Велкова. Вие изутринава бевте на брифинзи кај председателите на Кривичниот суд и на Собранието на Република Македонија. На нивните завршни брифинзи, зашто новинарите покажаа најмногу интерес како една сума сумарум од годината која измина. Весна, повеќе. Бидејќи, ако може само да надополнаме изминативе денови, односно цело во ова студио го започнуваме генерално или со линкови од судот или со линкови од предсобранието, така што тие се две жешки теми на кои што еве можеби добиваме. Секогаш со многу работа. Така. Овака се на спикерот Џафери не изненади со предновогодишен појадок во клубот на пратениците. Беше интересна атмосфера. Најмногу новинарите се интересираа за по нова година што ќе работи и Собранието, односно дали ќе бидат донесени сите оние 35 реформски закони, но и оној популарен закон за пратеници со кои пратениците самите си изгласаат одредени бенефити од типот на вработување по завршувањето на нивниот мандат да се вработат како државни службеници. Имаше интересни прашања од новинарите потоа на пресконференција, односно изјава која ни даваше спикерот Џафери. Имаше интересно прашање дали спикерот Џафери ќе ги испрати двата жешки закони, преспанскиот договор и законот за јазици без подпис до службен весник. Џафери кратко рече да, дека тоа е обврска на Собранието и без подпис овие од председателот Иванов, од шефот на државата, овие закони да бидат реализирани од страна на Собранието, а Собранието е најдобар показател. Токму тие два закони ја вжешти атмосферата во Собранието оваа година, беа фокус. Ако не се цело лето, цел овој изминат период беа околу кој што се кршеа копијата меѓу. Така, за овие два закони со Ке се решили овој, ке се надминали ова безизлезна ситуација, ако можеме да ја наречеме конечно. Уставните измени ќе бидат донесени со двотретинско мнозинство, така били мнозинството. Веќе е закажана собраниска седница на 9 јануари, на 15 јануари се очекува да биде изгласана целата оваа постапка, да финишира целата оваа трета фаза околу уставните измени и нели конечно да имаме нов устав. Според теркот на Преспанскиот договор. Игор, што беше најинтересно кај председателот на Кривичниот суд? Така, на месечниот брифинг на кај председателот Иван Џолев на Скопска единица беше фокусот секако законот за амнестија и за тоа колку барања пристигнале до судот за барање политичко. Ако не се лажам, многу поголем број на барања отколку обвинети во 27-миот. Така, бидејќи се опфатени, станува збор за опфатени во сите процеси за собраниските инциденти од 27 април минатата година, за бројка напаѓачот на Шекеринска. Така, напаѓачот на Шекеринска осудени за обидот на убиството на пратеникот Зијадин Села меѓу другите, за потенцирање дека 27 барања за амнестија се во одделот за организиран криминал, што всушност тука спаѓа големиот судски процес 27 април, каде што всушност има 32 обвинети, а на еден му се суди во отсуство. Единствено судот кој што го информирал обвинитиот Јане Ченто дека нема да бара амнестија, а јавно и на судски процес информираше и Игор Јук, обвинетиот во закрвавиот упад во законодавниот дом. Зошто ги кажале причините зошто тие единствени нема да побарат? Ке веруваат во судот за пресуда, конкретно за собраниските инциденти, а станува збор за 30 исто така поднесени барања за амнестија во одделот за кривично полнолетни, каде што се преостанатите кривични дела за насилство како полесни од страна на тоа што им се става на товар терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на овие 32, односно 33 обвинети. Што друго отворивте како теми на брифингот? Како ќе се одвива постапката за амнестија во самиот суд, се уште немате расчистено дилеми во Кривичниот суд, односно председателот на Скопска единица Иван Џолев, кој ќе одлучува по барањата за амнестија. А тоа нема да се случи пред Нова година, предпоставувам? Треба веќе вечерва односно до крајот на денот да одлучи Иван Џолев, председателот на Кривичен, дали ќе одлучува судиката Добрила Коцарска, која што е судечки судија, тоа е неговиот став, таа да одлучува бидејќи сепак судскиот процес не е завршен, или пак Кривичен совет. Ставот на Џолев ќе кажам дека Коцарска да одлучува, но сепак ќе мора да одлучи тој судија или Кривичен совет за кого ќе каже токму шефот на Кривичен Џолев кој треба да одлучува по однос на барателите за амнестија. Кога би знаеле чии барања се прифатени, дали имаме некаква рамка временска? Има рок судот од 5 дена според законот за амнестија,
да одлучи откако ќе пристигне едно барање, меѓутоа од судот барањата не ги испратиле на мислење се уште до обвинителството, каде што всушност нема рок за одлучување, што е интересно како тема си дискусија се најде меѓу новинарите, дека барање амнестија истекува вечерва. За барање амнестија истекува вечерва, можат обвинетите, односно опфатените во предметите, бидејќи нели пресудени, и преку пошта да поднесат барање за амнестија до вечерва, сепак да се запази датумот 25 декември. И тоа што сакав да го напоменам е дека сепак ќе продолжат судските процеси за големиот предмет кој всушност одлучува Џолев дали да одлучува таму и Кацарска дали ќе има амнестија или кривичен совет, бидејќи сепак не е завршен предметот во судска постапка. Колеги, вашите извештаи ги гледаме и понатаму во нашите информативни изданија. Уште за крај дека оваа година не очекуваат претседателски избори, а спикерот Џафери најави дека ќе ги распише во првите 5 дена во февруари. Дали исто така заедно со нив ќе бидат распишани локалните во Охрид и онаму каде што треба да бидат извршени, бидејќи тоа беа шпекулациите во одредени медиуми? Имаше одговор на ова прашање? Немаше одговор на ова, сепак ќе почекаме и официјална информација. Дали претседателот Џафери кажа дали сака да се кандидира за претседател, бидејќи сега во игра се почна веќе да се шпекулира и да се лиферува со имиња кои би можеле да го наследат. Така рече дека нема да се кандидира, дека останува и понатаму спикер на собранието и дека собранието и оние шпекулации дека собранието може да избира претседател ги демонтираше со оглед на тоа дека за ваква постапка треба нови измени во уставот, што претпоставам дека е многу кратко време. Речи си невозможно. Така да ќе избираме претседател според старите закони, најверојатно. Така, колеги, ви благодарам. Како што најавивме нивните извештаи, ќе можете да ги погледнете и натаму во нашите информативни изданија. Тука ние се одјавуваме за кратко почнуваат и првите вести во делот на Студио 1, а јас и колешката Атовска се враќаме во 15 часот и 20 минути со нови теми и нови гости. Ви благодарам за вниманието со кое досега не следевте.